Официјалниот прием на делегациите од збратимените и пријателските градови на Кочани, градоначалникот Радко Димитровски го организираше во етно куќата за да ја даде акцент на традицијата и на опстојувањето на народот на општина Кочани низ вековите. Во автентичниот амбиент, домаќинот и гостите со одбрани зборови го величија меѓусебното пријателство кое од година во година се надоградува и затврстува со соработка во повеќе сфери. Овие традиционални денови на Оризот се една традиција, едно продолжение на она што отпочна далечната 1991 година со осамостојувањето на Република Македонија. Овие активности кои што ги имаме се активности со цел промоција на нашето бело злато, на Оризот, кој што на овие простори екзистира повеќе од 1500 години. Ова бело злато е екзистенција за секоја трета фамилија во Кочанската општина и ова бело злато е бренд кој што е заштитен во Брисел под името како Кочански Ориз. Сакам да се заблагодарам на градоначалникот Радко Димитровски што и оваа година не покани и не угости така убаво во овој убав град што многу го сакаме и имаме големи поздрави од градоначалникот на Поречко. И само сакам уште кратко да кажам, уште еднаш се заблагодарувам на сите и на целиот ваш тим што се потруди да ова вака успешно и убаво биде и оваа година и да ве пофалам. Ние доаѓаме веќе 7-8 години за ред, се гледа еден голем напредок културен и опче урбанистички во градов. Промотивните материјали, монографии и уметнички дела беа подароците кои старите пријатели си ги разменуваа, искажувајќи го своето задоволство што можат едни со други да соработуваат и да разменуваат искуства. Градоначалникот Димитровски им посака добре дојде на делегациите од Украина, Словенија, Хрватска, Србија, Бугарија, Романија и Унгарија, кои потоа ги вкусија традиционалните специјалитети лапа, сутлија, шпилав и тавче ориз.